Добар ден на сите. Врз основа на член 44 од статутот на општина Битола, ја отворам седницата на Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите со следниот дневен ред. Точка број 1, програма за еднакви можности во општина Битола за 2024 година. Умолам представникот од општина да ни ги каже накратко деталите во врска со програмата. Повелете. Ви благодарам, почитувани советници. Значи, програмата за еднакви можности за 2024 година е во неколку области на делување. Првата област е воведување на родовиот пристап во креирање на јавни политики, преку реализирање на неколку обуки, унапредување на механизмот за обезбедување на родово разделени податоци, јакнење на капацитетите на општинската администрација, на советниците, за кој дел на делување поголем дел од средствата се обезбедуваат преку донатори, односно во рамките на соработката со UN Women и други донатори кои што ЗЕЛС и други донатори кои што работат на областа на еднаквите можности. Втората област е донесување на одлуки и пристап до ресурси во општина Битола, значи зголемено учество на жените и на мажите преку нивно јакнење, согласно националната стратегија нели за родово одговорно буџетирање на ниво на држава. Третата област е родовата еднаквост и економското јакнење на жените. Во овој дел знаете дека имаме формирано или одреден совет кој што функционира за женско предприемништво и тука се мисли на обуки за предприемништво, за финансиска поддршка на жени предприемачи, поддршка на жените во руралните средини, нивна едукација, дигитализација на микробизнис услугите во собственост на жените и слично. Четвртата област е родовата еднаквост и образованието. Тука повторно е премостување на јазот во техничките науки, анализа за причините за помал упфат на девојчиња во некои од училиштата и слично. Родовата еднаквост и културата во обележување на неколку значајни датуми кои што се, како што е 8 март. Во здравството и во делот на превенција ке мажите и ке жените од нели ке жените мамографски прегледи и кампањи и работилници за важноста на репродуктивното здравје. Во делот на социјалната заштита, семејното родово базирано насилство и трговија со луѓе, акцент е ставено на регионалното советувалиште за жртви на семејно насилство и тука најголем дел од средствата одат за негова поддршка и останати превентивни активности кои што се реализираат во соработка со здруженијата на граѓани. Родовата еднаквост и спортот има активности кои што воглавно финансиски се влечат средства од програмата за спорт и млади. И родовата еднаквост и медиумите имаме една активност, нели за поголемо едуцирање, како да кажам, за подобро известување на медиумите нели во делот на родовата еднаквост. И меѓународната соработка и регионалната остануваат како последни во самата програма. Оно што е значено во финансискиот дел, како би изгледал, значи негде 1.500.000 денари, 1.500.000 денари, милион денари се за поддршка на регионалното советувалиште за жртви на семејно насилство, а 500.000 денари се за реализација на овие проекти кои што претходно ги спомнав, преку јавен повик кој што ќе оди до здруженија на граѓани. Потоа имаме поддршка на женско предприемништво, ставени се средства 250.000 денари на физички лица преку јавен повик за поддршка на жени предприемачи и домување, односно згрижување на жртви на семејно насилство, исто така 250.000 денари. Имаме законска обврска нели на они кои што се жртви на семејно насилство, кои што се приматели на минимална гарантирана плата ГМП и после нивното престој во шелтер центарот, нели одреден период една година да им дадеме некоја мала поддршка од 5.000 денари, значи месечно за нивно обстојување во период од една година, за нивно зајакнување и закрепнување. Толку? Толку. Јас Значи, не можам да ја најдам 2 програмата во материјалите. Како? Не знам, не можам да ја најдам, не знам зошто. 2 милиони. Можам да ви ја дам. Ја имаш, може да ја ви дам. Јас може пропуштив, ама на комисија имавме едно барање и истото беше едногласно изгласано од советниците во врска со 200.000 денари за женски училишен спорт. Значи барав да биде ставено во оваа програма и така беше изгласано. Да, тоест
Ќе видите во делот на спорт е ставената активност, меѓутоа средствата се влечат од програмата за млади и спорт. Значи, нагласив дека барам средствата да бидат во програмата за еднакви можности меѓу мажите и жените и како така е изгласана како заклучок на самата комисија. Во ред, меѓутоа, бидејќи тие средства беа ставени во таа програма за млади и спорт, за поддршка на женски Не за поддршка на женски спорт. Значи, училишен. 200.000 денари за училишен спорт, односно за женски училишен спорт. Тие се 600.000 денари во програмата. Значи, тие се 600.000 денари вкупно. Да. Плюс 200.000 денари беше барањето да бидат во програмата за еднакви можности. Еве, тука има колеги, мислам дека беа присутни и беше изгласано едногласно. Значи, 600.000 си се 600.000. Ма таму влегуваат и тие женски. Ама мене не ми... Добро. Значи, вака сега. Добро. Таму може да си влези шо сака. Посебно барање беше за женскиот училишен спорт и беше изгласано на комисија. Ако советниците сега не се сложуваат, нема проблем. Меѓутоа барам истото да си биде вметнато во програмата. Во ред. Инаку за ништо друго, јас, барем лично, немам никаква забелешка. Меѓутоа 200.000 денари кои сме ги изгласале на комисија за женски училишен спорт, надвор од тие 600.000 денари, то не значи намалување на тие 600.000 денари. Ке ве молам, значи нема да ја гласаме, ве молам да измените и да си ги додајте тие 200.000 денари. Тоа е моето барање. Дали некој друг има некакво прашање? Сакам уште еднаш да појасниме, за да не настане потоа некој проблем. Овие што се 250.000 денари за женско предприемништво се ставени на сметка физички лица. Дали е во ред? Оти бидејќи во моментот во буџетот ке влагица се ставени сите 2 милиони на ставка за трансфер до Сдружение на граѓани. Значи вака, јас ајде да не навлегваме во Добро. детали, пошто се уште не се поминати другите комисии. Очигледно дека во овој совет се носат одлуки кои после тоа не се почитуваат. Тоа ќе го разговараме утре на другите комисии. Меѓутоа, она што јас го кажав за оваа комисија, мислам дека се договоривме со координаторката на самата комисија. Дали ќе има проблем или не, то не можам јас да го кажам, бидејќи јас како советник ја гласам само програмата. Наредно, општината и општинската администрација врши и исплата, врши и објавување на јавни повици, така? Не, сакав да ве прашам да не го сгрешиме концептот, значи за женско предприемништво. Добро. Јас колку што сватив, бидејќи не бев на таа комисија, јас го ставивме со Викторија како јавен повик за поддршка на женско предприемништво. Значи јас на ова не се сеќавам, ама мене не ми е проблем да стои во добро, програмата, добро. меѓутоа се договоривме повикот што е за здруженија да биде преку ова комисија со 500.000 денари, тоа го си гледам останува. дека го има. Да, тоа го има. Е сега, ова другото, надвор од тоа, од мене не, мислам, јас се зборам во мое име, слободно секој од колегите може да си каже што мисли. Мене не ми смета, меѓутоа ми смета што она што сме го донесле како амандман, го нема таксативно наведено. Го има наведено, само средствата не се и ставени средствата да си стојат тука и да не се одземат од тие 600.000 денари што веќе се во спорт и млади. Добро, во ред. Значи ве молам да ја преправите и да ги вметните. Ако не се преправи, ќе побарам да се смени на самата седница. За да се поштедиме, ако не ви е проблем, утре може да одржиме кратка седница на комисијата и да видиме дали ќе биде сменето или не. Тоа е мојот предлог. Повелете ако има некои прашање. Изгласан е како предлог, колку пати ќе го гласаме како предлог? Изгласан едногласно на комисија за еднакви можности. Предлогот е ставен, напишан е текстуалниот дел, меѓутоа средствата пишува дека се во програма за спорт. Сега ќе ги ставиме тука, не е проблем, се разбира. Само сакам да нагласам, не од тие 600.000 денари, пошто и на самата комисија беше кажано. Башка од тие 600.000 денари плюс 200.000 денари. Во среда мислам дека ќе имаме кратко некоја луфта за дополнителни комисии, секако ќе има и финанси, па се надевам дека ќе ја прегласаме. Доколку никој нема никакво прашање, ви благодарам.